Уметничка фотографија на еден наш млад битолчанец се најде помеѓу 15 светски најдобри фотографии на изборот на Википедија. Погледнете. Пред извесен период планинарскиот клуб Димитар Илиевски Муратот, ССНЛ, не знам дали заборавив некој, шумски фенери и слично, да, направија многу одлична забава дружење, тоест на ловечка како промоција на нашиот пелистер. Меѓутоа од сетата дружба нели она што остана запаметено се и самите фотографии, нели самото дружење. Една од фотографиите е номинирана во една доста интересна категорија, тоа има нашите сега го гледачи да го погледнат преку социјалните мрежи, меѓутоа ние разговараме токму со авторот на таа фотографија, со Сашо Поповски. Кажи ни малку повеќе за што се работи секако и кога е сликана самата фотографија. Така, значи, тој настан содржа некаде, мислам, беше март, почетокот на оваа година. Се случи онака спонтано, поручек тот како сите и скија по стазите кои што воопшто нема ни терени таму за скијање, мислам, за организирано скијање, така да тогаш прв пат беше тоа организирано скијање. Излего интересни линии, оставија интересни линии скиорите кои што си реков ајде да пробам да ги сликам. Излезе многу интересна фотка. Да. И додадов малце. Ја направи црно-бела и доби малце повеќе контраст и некако излезе дека има интересна на фотографиите. Да информираме гледачите каде е номинирана самата фотографија меѓу 15 најдобри? Така, значи во 15 финалисти, тоа е 15 финалисти на интернационалниот надпревар на Википедија, Вики ја сака земјата. Тоа се организира во мај, веќе 2 години Македонија е учесник на тој надпревар. Учествуваат фотографи кои што како волонтери, значи фотографираат природни богатства во Македонија, ги испраќаат своите фотографии, најдобрите фотографии 5 мислам се и наградени со парични награди. Мојата фотографија годинава беше како учествувал како ревијален карактер на интернационалното пред интернационалното жири, и ете им падна во очи и ја избраа како најдобра. Така. Секоја чест. Што значи самата номинација за тебе? Секако, дали и порано си учествувал на некои слични вакви номинации, да речем, или надпревари, и дали си бил наградуван? Знаеме дека си, меѓутоа сакаме да не подседиш. Значи вака, немам многу учества на изложби, освен на локалните изложби на фотокино клубот од Битола, порано сум бил наградуван исто на Википедија со моја фотографија од Галичица, добив 3-та награда и парична награда, им благодарам многу за тоа. За мене како фотограф, секако дека значи многу, мислам, за фотограф аматер, ваков успех секако дека ме мотивира да работам и понатаму. Многу ми значи исто така што ете меѓу 15 фотографии кои што се од други земји како Пакистан, Украина, Германија имаше прекрасни пейзажи, имам само фотографиите. Секоја чест за сите кои сликале, кои ги направиле тие фотографии. Сашо, што најчесто фотографираш? Што најмногу те инспирира да го земеш токму фотоапаратот во рака и да направиш одлична фотографија? Планините, пейзажите, нормално, значи најпоќе тоа сликам секоја недела како што одиме со планинарското друштво. Многу често го носам апаратот, особено кога сакам да ми тежи, кога вреди да тежи апаратот во ранецот. Секогаш кога е убаво времето, секакви пейзажи од озгора. Понекогаш нешто и стрит фотографија, меѓутоа многу поретко. Најчесто пейзажи. Тоа најпоќе ми прави кеф и најпоќе ми бива моментално во тоа. Да. Ти си доказ дека токму нашата околина, особено ете Баба планина, е доста инспиративна за фотографирање. Што значи да се направи една добра уметничка фотографија? Секако дека треба познавање од фотографија, кој што јас како аматер се уште имам многу да учам. Значи да ти се потрефи. Значи и среќа, нормално, да. Да се погоди момент, секако светлина, за да се направи една добра уметничка фотографија, да се познаваат елементите на фотографијата кои се битни. Сашо, јас ти благодарам, секако честитки за самата номинација и се надевам дека за брзо повторно ќе се сретнеме токму во нашата емисија за вакви или слични теми, секако поврзани со добрата уметничка фотографија. Честитки уште еднаш. Фала и тебе.